Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И поздрав екипа. Добре дојавте во епизода 9. Денес во ова лекција ќе зборуваме за два многу важни концепти. Тоа се ордер блокови и fair value gap-ови. Ордер блоковите и fair value gap-овите ни представуваат места каде што институциите оставаат трага на пазарот. Што значи тоа? Тоа значи доколку научите да препознавате валиден ордер блок, да препознавате како да избегнете вик, односно слаб ордер блок и како да користите fair value gap-ови, тогаш ќе знаете каде цената најчесто се враќа пред да го проложи трендот. Тоа може да се запише. Значи, местата каде што институциите оставаат трага на пазарот се местата на ордер блокови и fair value gap-ови. Ова ќе ви треба, запишете го. Што всушност ни представува ордер блок? Ордер блокот е последната свеќа пред силното импулсивно движење на трендот. Че ордер блок представува последна силна свеќа пред силното импулсивно движење. Ќе земеме пример. Ова ни е цената на пазарот. Имаме консолидација, па се формира некаков тренд. Последната свеќа, која што се испукува, се нарекува ордер блок. Зошто? Бидејќи цената секогаш, и 90% од случаите, се навраќа до ордер блокот, како институциите да се позиционираат од самото место на интерес, како би ја испукале цената во нејзиниот правилен правец или во правец на трендот. Ова може исто да го запишете. Ќе го значиме и ова како ордер блок. Зошто се случува сето ова? Последната свеќа која направила испукување. Што учевме од претходниот час? Најважно од све маркет структурата, break of structure, change of character, сите тие работи. На овој хај и се наоѓа некаква ликвидност. Оваа свеќа е собира таа ликвидност, го најавува следното движење према кое се стреми пазарот, ни формира ордер блок и цената прави пулбек до самиот ордер блок, бидејќи више собрала ликвидност, се враќа да го балансира пазарот и има повторно испукување
спрема трендот со потврда дека се наоѓаме во моментов на uptrend. Видови на ордер блок постојат два. Bullish order block и bearish order block. Bullish order block ни представува овој. Bearish свеќа пред промена на трендот. Тоа може исто се запише. Постојат два вида на ордер блок. Bullish order block местото каде имаме последна bearish свеќа. Пред силното движење нагоре. Bearish order block прво да го објасниме. Имаме некакво движење на пазарот. Bearish order block последна bullish свеќа пред силното движење во случајов надолу. Ова не представува bearish order block, ова не представува bullish order block. Може да го запишеме. Bearish order block местото каде имаме последна bullish свеќа пред силното движење надолу. Ова ви е многу важно за самата стратегија која што имаме до сега објаснето повеќе пати во претходните епизоди. Бидејќи со продлабочување на стратегијата се користат и fair value gap-ови и order блокови. Објаснивме што ни представува bullish order block и bearish order block. Сега. Ова може да го избришиме. Да продолжиме понатака. Не секој ордер блок е добар ордер блок. Зошто? Бидејќи постојат валидни и слаби ордер блокови. Валидниот ордер блок има неколку подточки за да самиот ордер блок биде валиден. Значи, постојат валидни ордер блокови и слаби ордер блокови. Валидниот ордер блок се состои од displacement, силен импулс, liquidity sweep
market structure, во случајов break of structure и fair value gap, кратенка за тоа FVG. Добро. Како да препознаеме валиден ордер блок? Да речеме дека пазарот ни се најдува во некаква си консолидација. Имаме повисок врв и пониско дно. Кога ќе видиме ова на пазарот, од претходната слика, да речеме, се движеле некакво си вакво движење, и пазарот ни формира повисок врв, пониско дно, знаеме дека од овој случај ќе ни почне нашата консолидација на пазарот. Добро. За да добиеме валиден ордер блок, што треба всушност да видиме ние на пазарот? Движењето на пазарот, на какво се движење на цената, ни се формирала консолидација. Наше, што треба да направиме, е прво да видиме каде се наоѓа цената. Имаме последен хај, последен лоу. На овие места, како што кажавме претходно, секогаш ни се најдуваат некаква ликвидност. Цената, додека не видиме да направи liquidity sweep на некој, на овој хај или ова лоу, да речеме вака нешто, и не добиеме break of structure со силен импулс, ние немаме валиден ордер блок. Зошто? Бидејќи цената направила liquidity sweep, се враќа и пробива. Кога имаме последна bullish свеќа, рековме дека се формира bearish ордер блок. На првото излегување од самата консолидација, цената секогаш се враќа назад, бидејќи има оставено ликвидност на долната страна, а и самата консолидација по себе е магнет на цената. Кога ова ќе го видиме, знаеме дека имаме валиден bearish ордер блок. Може да се запишете. Па ќе продолжиме понатака. Добро. Овај ќе го тргниме. Сега, објаснивме што представува валиден ордер блок. Најде да видиме што всушност ни представува weak или слаб ордер блок. Самиот слаб ордер блок по себе носи 4 подточки, како што се
нема displacement, нема break of structure, нема liquidity sweep, и пазарот секогаш се движи бавно. По овие дешавања на самиот маркет, ќе да знаете дека пазарот не остава валидни ордер блокови. Во пракса би изгледало тоа вака. Цената направила некакво движење и почнува движењето на пазарот. Немате јасна структура на самиот пазар. Може да приметите дека цената се движила премногу бавно. Нема импулси како што било овде, да речеме, или назад претходно во цената. Не добивате никаков displacement, немате break of structure, немате собирање на ликвидност. Самото тоа ви кажува дека не треба да барате ордер блокови, бидејќи тие се слаби и сами по себе немаат голема функција. За ордер блоковите е тоа. Ќе продолжиме понатака со тоа што всушност представува fair value gap. Гаповите или fair value гаповите е неефикасноста на пазарот. Тоа е местото каде што цената се придвижила премногу брзо и самата по себе оставила дисбаланс или празнина. Секогаш институциите, или ајде не секогаш, но често, се враќаат таму за да исполнат имбаланс и да го продолжат трендот. Да речеме, ајде прво да го запишеме тоа, па ќе продолжиме со практичен пример. Fair value gap. Ова кратенка често ќе ја користиме. Е местото каде што пазарот се придвижил премногу брзо и оставил празнина или имбаланс. Често институциите се враќаат да го исполнат тој имбаланс и да го продолжат самиот тренд. Како да препознаеме fair value gap? Ајде да речеме дека ова е некако вид на свеќе. Тој делува малце попрактично.
Ова се нивните викови. Да не се навраќаме на назад, само да објасниме што ни представува fair value gap структура. Добро. Значи имаме голема импулсивна свеќа, празнина и само продолжување на силата. Добро, не сум баш некој уметник, али ќе успеам да ви добавам што сакам да ви покажам во примерот. Да. Имаме хај од прва свеќа, имаме лоу од трета свеќа. Празнината која што се наоѓа измеѓу врвот од првата свеќа и дното од третата свеќа се нарекува fair value gap. Или, ова јас би го нарекол некоја златна средина, каде што цената некогаш ќе се врати, да го исполни тој гап или таа празнина, да го избалансира пазарот и да го продолжи самиот тренд. Ова се едни од најубавите места каде што може да влеземе во трейд позиција. Но, ајде да видиме вака. Сега ќе објасниме една работа. Што е најмоćниот сетап кај Smart Money концептот? Тоа е кога валиден ордер блок и fair value gap се наоѓаат на исто место. Тоа е зоната каде што институциите најчесто прават реентри или повторно влегуваат во позиција. Да речем, тоа ќе мора да го објасниме практично. Имаме движење на цената, кратка консолидација и добиваме прво liquidity sweep, break of structure, што значи сме добиле bearish order block, последна силна свеќа пред пазарот да тргне во контрасмер. Одбивањето на самата цена од ордер блокот со тоа што ова ни формира fair value gap,
цената се враќа до оваа зона, имаме re-entry. Ова се нарекува high probability zone, односно високо профитабилна зона, бидејќи имаме комбинација на order block, кој самиот move од order блокот не остава fair value gap, чекаме балансирање на пазарот во самиот fair value gap или некогаш и до самиот order блок и имаме re-entry за напад према доле во случајов како би тргнале по нашата liquidity зона. Во следната епизода ќе објасниме подлабоко како се тргуваат овие комбинации. Запомнете една работа. Немојте да го тргувате секој ордер блок. Секогаш тргувајте само валиден ордер блок со јасен displacement, со liquidity sweep и со fair value gap. Кога ќе почнете да ги комбинирате овие концепти, ќе почнете да гледате како smart money навистина функционира и влегува во пазарот. До тогаш ве поздравувам, имајте успешна работа недела и пазете се од маркетот. Поздрав!